Добро утро. Ване спомена и ти второ вклучување со тема која што е актуелна и за која што многу се зборува изминативе денови. Поединците не би требало да прават генералната слика за функционирањето на одреден сегмент од системот, но повторувањето на проблемите секако дава лоша слика за истиот. Случувањата во здравството изминатиот период за жал ја направија се потенка линијата на доверба помеѓу докторите и нас граѓаните. Има ли простор истата да се зацрсне и како тоа треба да се прави во наредниот период? Ово утро ние анализираме со доктор Злата Мехмедович. Добро утро, докторе. Благодарам за согласноста да разговараме на тема која што е многу сензитивна изминативе денови. Пред само 3 години за време на ковид кризата дочекани со аплауз секојдневно, а сега имаме малку поинаква слика за функционирањето на здравствениот систем. Споменав во најавата, поединците не би требало да ја прават генералната слика, но за жал така е во реалниот живот и тие поединци изминатиот период успеа да направат сериозна дамка во функционирањето дури и на најголемите професионалци. Сосема сте во право, значи кога зборуваме за генерализирањето од вакви несакани случаи, ова е наистина едно травматско доживување за сите нас, не пред се за пациентите, меѓутоа верувајте и за нас како професионалци да мора да ја проголтаме таа горка пилула на срам кој што го понесуваме сите. Колку и да сакаме да кажеме дека се дистанцираме од ваквите случувања и дека ние се ја вршиме професионално работата и верувајте дека 99,9% од здравствените работници, зборуваме и за доктори, сестри, болничари, целиот пропратен медицински персонал кој што е на сервис на граѓаните, си ја врши честно својата работа. Овие мали во промили несакани случаи кои што се случуваат поради неетичкото однесување на одредени поединци, се тие кои што ја разнишуваат довербата. Дали постои можност да ја градиме довербата? Тоа не е можност, на нас ни е должност постојано да ја градиме довербата. Живееме во свет во кој што осцилациите во таа доверба се присутни. Кажавте 2019 година беа лекарите пречекани со овации, беа спасителите, оние кои што ќе го заштитат светот и популацијата од смртоносниот вирус. Тогаш не знаевме зашто се случува, што се случува и зашто се работи. Меѓутоа гледате дека тие осцилации се сега присутни од херои, одиме надоле и таа надолна линија треба да застане токму преку еден силен систем кој што ќе покаже дека ова се работи за индивидуални случаи, дека во оваков случај нема потреба да генерализираме и дека во ова здравство се уште постојат многу професионалци кои што се вршат работата. Какво е вашето лично чувство како лекар деновива? Првото што го помислив е да како ќе ја градиме довербата. Затоа што очигледно дека ова ќе ја разниша довербата. Постојат неколку начини кои што ми пројдоа низ глава за тоа што треба да се прави во наредниот период. Прво и основно треба да се расчисти со овој случај, да бидеме на чисто, да има јасна постапка која што ќе биде транспарентна, да се изнесуваат само факти, да се зборува вистината, да имаме редовна комуникација со граѓаните, со пациентите, со цел да нема никакви забуни, нити криење на информации за тоа што се случува во моментот. Постапката, ако биде таква, транспарентна, честна и со редовна комуникација, дава можност да покрај она што ние секогаш го имаме за пациентите, да тоа е емпатијата. Секогаш тргнуваме тоа дека пациентот ни е на прво место и дека треба да направиме се што е во наша можност за да му помогнеме, да го излечиме, да ја спречиме смртта. Тогаш верувам дека ќе дојдеме до многу подобра состојба од онаа во која што сме денес. Голем е бројот на честни лекари, голем е бројот на професионалци кои што работат честно низ годиниве и се чини вие сте во најнезавидна ситуација во моментов, во ситуација во која што секојдневно треба да се среќавате со пациенти, а треба да им се извинувате за непрофесионалноста на вашите колеги? Тоа е спонтанноста на емпатијата која што ја носиме со нас. Значи, ние сочувствуваме со нивната болка, го разбираме нивното неразбирање, нивната збунетост во моментот од тоа што се случува во здравствениот систем. И оно што најмалку можеме да го направиме е дека треба да го дадеме со одличен пример и дека не треба да се генерализира, повторно ќе кажам, за индивидуални постапки кои што се од некакви неетички причини покренати и ако нема, како што кажав, целосно разјаснување на случајот, ова веројатно ќе биде една трајна лузна за здравствениот систем. Затоа се надевам и ги апелирам
до институциите кои што се надлежни во делот на расчистување на овој случај. Максимално транспарентно, честно да се вршат работата, редовно комуницираат. Министерството за здравство веќе покажа дека е на терен и дека работи во делот на комуникација со пациентите со цел да се зацврсти таа доверба со здравствениот систем. Тоа треба да го направат сите. Треба да го направи и Министерството за внатрешни работи, треба да го направи и јавното обвинителство, треба да го направи и судството. На крај мора да профункционира целиот систем, целото општество во целина, затоа што во основа ако ја изгубиме довербата во тоа дека имаме право на здравје и дека некој тоа може да ни го даде, тогаш апсолутно ништо друго нема да може да компензира за тоа во оваа држава. Треба секако да споменеме дека тука не е засегнато само државното, јавното здравство, туку и приватното, бидејќи сме сведоци за жал и од едната и од друга страна изминатиот период на непрофесионално однесување, затоа слушавме и многу и во сите информативни изданија и медиумите изминатиот период. И сега граѓаните кога се во ситуација да прашаат како сега или што понатаму. Или каде ние? Понатаму наша должност е повторно да испорачаме да има систем кој што ќе стави крај на овие несакани настани во здравството. Значи мора да има систем кој што точно ќе прецизира кога, кој, како прима терапија, да има чек-листа, да се знае која дал терапијата, да се види дали има ефект од таа терапија. Тие практики ги имаме видено во светот, постојат земите, особено скандинавските земји се познати по тоа дека имаат такви чек-листи практично за секоја процедура. Процедура која ќе треба да ви стават венски катетер, они знаат точно кои 5 работи треба да ги направат и да ги чекираат, за да бидат сигурни дека тоа ќе биде квалитетна постапка и дека постапката ќе биде завршена. Истото се случува и со медикаментите, значи кога делите медикаменти, исто треба да направите чек-листа за да знаете на кој пациент сте му дале. И како резултат на тоа треба да го следите пациентот за да видите дали навистина таа терапија има ефект. Две работи се во основа. Или терапијата е несоодветна, или терапијата не е дадена, така да следењето на пациентите е исто така многу важен процес кој што треба да биде дел од оваа борба која што ја имаме со ваквите, за жал ке речам, ретки манипулации кои се случуваат во здравствениот систем. Дел сте од тимот кој што во моментов активно работи на реформите во примарната здравствена заштита и тоа е нешто што ни е неопходно. Можеме ли да бидеме сигурни дека овој систем ќе профункционира како еве некаква основа врз која што ќе почнеме да ја градиме таа меѓусебна доверба? Примарната здравствена заштита е малку поинаков систем од останатиот дел од здравството, секундарната и терцијарната, која што ние пречесто ја нарекуваме и болничка здравствена услуга, каде што имате пациенти кои што се лежачки или пациенти кои што се хоспитализирани. Примарната е фокусирана на нехоспитализирани пациенти. Тему немате директно делење на медикаменти, терапија и тешки процедури кои што треба да следат. Комуникацијата, особено во делот на превенцијата на болести и промоцијата на здравјето, е една од есенцијалните алатки кои што сакаме да ги воведеме во примарната здравствена заштита. Премногу долго се зборуваше и тоа беше некако, како да ви кажам, паушално, не беше ставено ни на хартија, некоја формална стратегија која што има можност да се имплементира. За тоа колку е важна превентивата на примарно ниво, за тоа колку треба да зборуваме за промоција на здравјето. И сега некако тоа почнува да добива своја форма преку овие реформи кои што ќе бидат опсежни и ќе бидат малку подолготрајни. 3 години е периодот кој што си го зацртавме пред нас. Гледате дека одиме чекор по чекор. Се ќе се реализира етапно, со цел да има простор за адаптација пред се на системот, на лекарите кои што ќе треба да го даваат сервисот, лекарите и сестрите, пошто тука ќе има и делење на услугите, и секако да има можност пациентите да се навикнат на таа постепена транзиција на системот или трансформација на системот кон малку повеќе чување на здравјето, отколку кон тоа да го третираме здравјето. Довербата се надевам ќе се гради темелно и квалитетно во периодот кој што следува, но како во меѓувреме? Која е пораката до вашите колеги кои што не сакајки и не би ни се засегнати од целава ситуација и од друга страна од нас граѓаните кои што во меѓувреме треба да добиеме здравствена услуга, а се одвоумиме или не сме сигурни дали ќе ја добиеме таа? Ја редовно комуницирам со сите мои колеги, со сите здравствени работници. Многу често во последниве неколку дена разговаравме токму на оваа тема. Најтешкиот проблем за секој еден од нас сега во моментот да имаме чиста мисла, да се растеретиме од можноста да бидеме контаминирани од тоа што не сме го направиле ние, го направил некој друг. И тоа е индивидуална карактеристика на секој еден од нас, да можете да го ресетирате мозокот и да си кажете, знаете што, јас сум чист, ја немам направено ништо,
мојата работа ја вршам професионално и ќе продолжам да ја вршам професионално. Не сакам да видам сомнеш во очите на мојот пациент за тоа дека ќе направам било каква штета по неговото здравје и живот. И тоа е таа порака која што би сакал да им ја испретам на сите оние, посебно оние кои што малку потешко тоа може да го направат. Кај нив емпатијата е многу силно изразена. Значи чувствата се малку повеќе над рациото и многу е потешко да влезат во тој мајндсет за да може така да постапат. Меѓутоа, верувајте, нашите намери се искрени, а нашето сочувство со пациентите е се уште силно и поради тоа што сме, како што кажав, 99,9% од професионалците токму овакви, ќе биде вратена довербата во здравствениот систем, верувајте. Благодарам што во овој сензитивен период вие се храбривте да застанете пред камерата на македонската телевизија. Мислам дека овие одговори им беа неопходни на нашите граѓани. Ви благодариме на вас за поканата. Ване, се надевам дека ова беа одговорите кои што им беа неопходни на нашите граѓани. Ова се одговорите по кои што ние трагаме изминатиот период, особено по неодамнишните случувања поврзани со здравствениот систем. Ќе споменем уште еднаш на крајот на ова линковско вклучување, поединецот никогаш не треба да ја дава генералната слика за функционирањето на системот, а јас се надевам дека со добри и темелни мерки во периодот кој што следува темелно и повторно ќе ја изградиме довербата на релација здравствени работници и граѓани. Имаме ли прашања?